Господине Долек, веќе 10 дена дивите пазарџи го блокира Битпазар. Вие како здружение не застанавте на нивна страна. Зошто? За жал да. Мада што по долго време на ниво на град Скопје и општина Чаир се обидуваме овој проблем да го решиме на најмалку болен начин што е можно. А генерално треба да се реши тој проблем затоа што е таа една појава со која се соочуваат легалните пазарџи и доста штета им прават на легалните пазарџи. Меѓутоа, нашата интенција е веќе 15 години овој што се соочуваме со овој проблем е овој проблем да го решиме безболно. Што е можно по безболно. Значи безболно е да им обезбедиме простор во регистрираните површини кај што е регистрирано како зелен пазар и да бидат сите исти и пред законот и пред правата и пред должностите и секој со своја среќа да го заработува својот леп. Каде конкретно сега е проблем? За жал малце и тајмингот на оваа акција се погоди доста проблематичен, затоа што почна и Битпазар да се гради. Пред да почне Битпазар да се гради, ние имавме околу 300 тезги празни, неискористени во Битпазар внатре. Меѓутоа, кога почна пазарот да се гради, значи 7 и 8 реон, тие тезги се префрлени во тие празни тезги доле, за да не останат пазарџиите без работа. И по автоматизам бројот на тезгите кои може да се користат више се намалува. И другиот проблем што е, значи природата на производите што ги продаваат овие луѓе по тротоарите, тоа е претежно 95% техничка роба, значи текстил и такви работи. И не може да се најде место помеѓу зеленчукот, например. Можам за да се направи тоа и не знам колку тезги више има во големиот пазар празни, не е голем бројот. За да се направи тоа, целиот пазар треба да се дислоцира делови тезги по тезги, за да им се обезбеди место, што не е возможно тоа апсолутно. Како според вас би се решил овој проблем? Да се внесат внатре во пазарот, да им се обезбеди место каде што легално може да продават. Кога веќе институциите на системот се решени да продажба по тротоари полека се забранува, значи единствено решение е да им се обезбеди место на тие луѓе каде што би можеле да обават својата дејност, па нека е од привремен карактер, значи нека е привремено, додека се изгради пазарот треба да биде завршен за 12 до 14 месеци, и после тоа веќе ќе имаме празни тезги и во пазарот, и ќе се систематизираат луѓето без никаков проблем. Значи моментално нема решение конкретно? Има едно решение, каде што е овој делот на пазарот вамо 192 што ја викаме ние. Тој пазар тамо се продаваат обувки, текстил и такви работи, баш техничка роба. И тамо има неколку празни тезги, меѓутоа, значи јас не сум во тек, затоа што ми ги застапуваме легалните пазарџи, не дивите продавачи. И не сум во тек како се договориле со градоначалникот на градот Скопје, господин Шилегов. Само ја добив информации дека нешто се договориле и поради тоа улицата е деблокирана и дај Боже тој договор да се имплементира и да немаме више ваква појава со блокирање на улица, затоа што многу голема штета ни направи и на чаршијата, и на пазарот, и на легалните пазарџи, да не зборувам за граѓаните.